Денеска сакаме да ја запознаеме јавноста со успесите на нашите двајца маратонци. Тоа е Томи Стефановски и Игор Димовски, кои што беа спонзорирани целосно од општина Карпош и кои што учествуваа на трки во Аргентина, кои што се бодуваат за светскиот куп. Таму имаше вкупно 4 трки, една трка е 12 км, друга 15 км, 57 км и 88 км. Томи Стефановски учествуваше на 2 трки, Игор Димовски учествуваше на 3 надпреварувања. Во секој случај постигна големи, значајни успеси кои што македонскиот спорт, односно македонското пливање го афирмираат на меѓународен план. Сакам само да кажам дека општина Карпош и натаму ќе продолжи да ги поддржува овие наши двајца маратонци во намерата да постигнат што е можно подобар успех во маратонското пливање. Ова беше како моје враќање после година и пол мои први маратони. Таму во септември негде почнав да тренирам така полека и во последниот месец во декември веќе започнаа тренинзите и овие два маратони, бидејќи сепак маратонското пливање е спорт каде што доколку не учествуваш на вакви трки, не можеш да влезеш во некоја форма која што јас би сакал да влезам, да во летниот период бидам конкурентен за и за највисоките места. Затоа и беше ова моје патување кое што помина со доста проблеми, бидејќи после моето враќање мислев дека ќе се сменат некои работи од порано, меѓутоа остана исти, така да немаше од нигде помош. Во последен момент тука помогна општината Карпош, градоначалникот Стефче Јакимовски, на кој сум им благодарен, бидејќи немаше никаков проблем кога дозна дека треба да идам, само што 2 збора мислам беше решена работата, така да на првиот маратон кој што беше во Виедма бев 15-ти, беше доста јака трка. Беа, може да кажам, кремот на маратонското пливање и на 10 км, кој што е олимписка дисциплина. Задоволен сум како испливав, таму бев повторно најдобар македонец, што за мене беше изненадување, бидејќи сепак сум далеко од посакуваната форма, не само поради 4-месечните подготовки, поради самите услови кои што владеат тука во Македонија, кои што се за надпревари на вакво ниво се ненормални, може да се каже, затоа што 21 месец скоро немаше базен во Скопје, па бевме приморани, ја бев 4 дена во Бугарија, па се враќаш тука, не пливаш 3-4 дена, па бев во Грција 7-8 дена. Значи, само импровизации кои што не држат вода за вакви трки од Гран При серија и се надевам дека во овој период остануваат 6-месечните подготовки до маратоните кои што за мене би сакал таму да биде врвот оваа година, Охридскиот маратон и маратоните во Канада. Па се надевам дека некои работи ќе се сменат овие 6 месеци, така да може во летниот период да дојдам до едно посекувано ниво на форма. Прво да ве поздравам сите, да ја поздравам општина Карпош што не ја изгуби довербата во мене и сепак продолжи да ме финансира. Поздрав до градоначалникот Стефче Јакимовски и би сакал да кажам дека ова беше моје прво учество на FINA Гран При. Се разбира, не го вклучувам Охрид затоа што е домашна трка. Меѓутоа, Аргентина за мене беше едно ново искуство. Тешки маратони. Учествував на 3 од 4 маратони што се всушност и почеток на FINA светската Гран При серија. Учествував во Росарио, учествував на трката 57 км во Санта Фе и на последниот кој што се одржа оваа недела на 88 километарската трка во Парана. Навистина тешки трки, се надевам дека ќе продолжам понатаму. Подготовките течеа, како што кажа Томи, со доста проблеми, базенот беше затворен,
направив пауза буквално две недели, се обидував да пливам во тогаш работеше само едниот базен Браќа Рибар кој што е 11 метри. Пливав кога ќе им кажам на другите маратонци врзан за ластици и во место што само може да си направам некоја повреда. Потоа мирував недела дена, отидов со своји материјални трошоци, јас сум фамилиарен човек, значи све издвојувам сам. На подготовки во, да речам, во Бугарија бев 7 дена, каде што направив нешто за да можам да ги издржам овие трки. Уште еднашкам многу благодарам до општина Карпош, која што нималку не е ефтина картата до Аргентина, 1500 евра не се малку да ги издвоиш од джеп и да ги дадеш за 4 неделно патување таму и да се надпреваруваш во светскиот врв. Сега за сега сум со собраните бодови 11-12 место. Се надевам дека и остануваат уште 6 трки. Ке се обидам да учествувам доколку базените функционираат и доколку се намали таа тарифа од 100 денари, која што веќе представува проблем. Знаете, ако сакаме да издвоиме напорни тренинзи, треба минимум 11 пати во неделата, што значи 1100 денари. Помножете ги по 4, тоа е веќе една сума која што навистина тешко дека јас би можел да се издвои, меѓутоа доколку најдат некој мунасип, како што се вика општина Карпош, да ни го овозможи тоа, ќе се обидеме да направиме уште подобри резултати за следните трки, кои што преостануваат и ќе видиме како ќе течат подготовките понатаму. Еве уште еден апел до надлежните институции да нашите два базени профункционираат, да не бидеме смешни како што е вицот, ако бидете добри ќе ви пуштиме вода во базените. Невозможно е Македонија да има пливање, а базени да не работат и навистина е смешно да нашите пливачи тренираат на суво. Сакам да кажам дека општина Карпош и натаму ќе ги поддржува нашите маратонци, не само на трките кои што учествуваат, туку и во нивните подготовки и очекувам дека и Пливачката федерација и Агенцијата за млади спорт ќе стори што е можно повеќе да овие базени што е во можно пократок рок да профункционираат како би можеле да се одвие нормален тренажен процес. Благодарам.